Почитувани гледачи, почитувани играчи на игрите на Државна лотарија, добре дојавте во третата епизода на Седмо небо, квиз, каде што знаењето ви носи големи и убави награди, а среќата ве носи до седмото небо и до звездите. Квиз кој е организиран од Државна лотарија, општествено одговорна компанија која се грижи и за културата, и за музиката, и за спортот, и за образованието, и за науката, и понатаму ќе видите уште какви све не акции прави Државна лотарија и се разбира како и овој квиз да не соочи со нивните верни играчи и се разбира повторно да ви даде убави вредни награди. Јас сум Дејан Лилич, а заедно со мене е Викса, облечено едно прекрасно одело, нели? Кој секогаш е тука да им помогне на нашите играчи. И некако мораме да стварно се подобро ми изгледаш у трета епизода некако стегнато. Да, не ти е лошо, да? Јас доаѓам од боксот на среќата, односно таму кај што се креира среќа. Гледам дека си ислепен со сите можни игри на Државна лотарија. Овде имам исто, овде улив ми се фат. Джокер, Лото 7, Инстат лотарија. Да не претирам, кажи ми ти како стоиш. Фокабо. Океј. Да, градски трговски центар втори кат, секогаш елегантни, прецизни на место, извонредни како што гледаш. Добро стои, да речам. Да не е вака кој знае како ќе изгледа. Кјути си. Да. Се врваме во акција кај нашите надпреварувачи. Ајде повели, знаеш што треба да направиш со нашите 3 надпреварувачи. Вака сега. Значи ќе се изберете по едно од овие, јас ќе ги измешам малку, тоа ќе ви ја одреди позицијата, ќе си играме слободно и што ќе ви текне прво. И убаво треба да си поминете. Може да и даеме предност на дамата? Се разбира. Океј, само момент. Марина. Добро. Океј. Може. Повели, избери едно од овие калинки. Една. Повели. Излегува индиректен избор. Среќа. Така. Супер. Затворете ги, не ги покажувајте, прво да се запознаеме, нели? Знаете дека јас сум Дејан, ова е Викса, а ова е Трајче. Трајче доаѓа од Гевгелија. Трајче, едно прашање за тебе. Нешто знам дека ти имаш некаква бројка поголема од петка во играта Лото. Да. А тоа е? Шеска. Шеска. Да. Колку имаш освоено тогаш? 388.000 денари. Опа, не е да лошо. Како изгледа, чека да го прашам, како изгледа 388.000? Или кажи ни како ги трошиш? Тековно, вака си вози, така? Да, дома има трошеж дома. Стручно прашувам за да знам кај да ти помагам. Да, ако ќе добие седмица да знаеш што да прави. Да, така си е. Силвана, ди доаѓа од Скопје. Од Скопје. Некоја награда во однос на Лото или грепки? Само малечки награди. Ајде да видиме денеска што ќе се случува, така? Да. И некако Горан ми исто така познат. Многу добро капче има, морам да кажам. Да, има добро капче, мега вин. Бојата тука сме. Но знаеш дека и тој има нешто поголемо од 5. Како да сум го видел, не знам. И јас исто како на телевизија. Шеска една, 2019 година. Добра. 220.000 кусур. И кусур. Тоа кусурот. Сега ќе го надоградиме. И за кусур не ти враќам. Горан, од каде доаѓаш? Од Скопје. Од Скопје. Брзи 3 прашања за сите. Трајче, ако среќата има име, како ќе се вика? Среќа. Имаш ли сопруга? Да. Како се вика? Марина. Ме кажи Марина, секогаш имаш супер ручек. Да. Силвана, ако среќата има мирис, каков мирис ќе има? На кала. На кала? Ето лошо, да. И Горане, ако среќата звучи некако, како ќе звучи? Музика. Која е музика? Рок. Ете го рокерот у срце. Добро. Имаме рок, кала и сопругата. Така. Може. И амбиент. Добро. Така треба. Сега. Вака сега, да ви објаснам една работа. Покажете ги вашите калинки. Покажете му ги на... За да можеме да ве наместиме на точните позиции. Трајче има Инстант лотарија. Повели Трајче на позиција 3. Горан има Државна лотарија. Повели на позиција 1. И Силвана си останува на позицијата 2, Лото. И ова е некако најправилно. Двајца джентлмени и дамата помеѓу нив. Вие сте тројца играчи, знаете дека имате 6 прашања. Не знаеме како ќе се случува и што ќе се случува до петото ниво. Почнуваме од првото небо, значи никој од вас нема да си оди дома со празни раце, ќе си оди дома со некаква награда, но имате и помош.
Не само од Викса, кој може секогаш да ви помогне или да се консултирате со него, туку имаме и Джокер играч. Викса, те молам, представи ја. Ова издание, Кристина ќе ни помага. Како? Катерина. Извини, Катерина. А гледам некако не ми нешто искачате. Катерина, со две презимиња беше. Со две. И Спасовска кое- Јовановска. Јовановска, Спасовска. Спасовска Јовановска. Јован? Да, Значи, имаме и тоа, Јовановска- ето, многу е важно што е прво, што е второ. Што е прво, што е Второто второ. е од Спасовска- сопругот. Спасовска, Јовановска, ве молам. И, Да. извини, и фала ти, и да си поминеме убаво. Така Добро? е, да. Океј. Ние сме подготвени. И за регуларноста, како и секогаш се грижи нашата прекрасна насмејана жири комисија, гледам свежи сте денеска, наспани, многу ми е драго. Во состав Верица Савиć, Љупка Чичевска Стоевска и нашиот председател на жири комисијата, шаховскиот мајстор господин Љубомир Илиć. Аплаузи за нив. И јас мислам дека сме подготвени, нели? Можеме да започнеме. Ке почнеме со Горан, кој е на позиција 1. Првото прашање, Горане, за тебе гласи вака. Кој символ беше во првото лого на државна лотарија? Детелинка, звезда или топче со звезда? Детелинка, звезда или топче со звезда? Некако најбогато што ти делува? Најбогато ти делува? Детелинка. Кажи гласно. Детелинка. Под број 1. Детелинката носи среќа, точно е, да, ама најбогато вака и комбинација од многу работи е. С комбо. Топче со Па, звезда. праши го Джокерот ако не си. Топче со Топче со звезда, точен одговор, немој да ми имаш нема бити гласен и јасен. Ти си сепак добитник на шеска. Добро? Ако нешто не кажи му на Викса, Викса гласно. Само шипни, јас сум ти појачало. Силвана? Засилувач. Да, појачало е, така е. Силвана, прашањето прво за вас гласи вака. Како се вика инстант лозот со кој се доделија најмногу автомобили? Автоманија, твингоманија или реноманија? Не брзе. Мислам, Ако ги следеше првите две емисии, имавме некое прашање кое може да ти помогне за овој одговор. Беа 40 40 одредени Рено. автомобили кои Реноманија. не слушнав добро, Твингоманија, не слушнав добро. твингоманија, Како? твингоманија. Твингоманија, точен одговор. тасман. Најмногу Peugeot се Само доделија. полека, без многу трема, тука сме да ви помогнеме. И Трајче, првото прашање за тебе гласи вака. Ако играте лото, колку пати неделно имате можност да освоите седумка? 3 пати, 2 пати или еднаш? 2 пати. Колку? 2 Колку? пати. Виктори? 2 пати. Дали знаеш кој денови? Кога? Дали знаеш кој денови? Среда и сабота. Среда и сабота, точно. На среда, сабота. Сабот. Во ред, првиот круг прашање заврши. Горане, одиме со прашањето број 2 за тебе, врзано со корпоративните прашања за државна лотарија. Прашањето гласи вака. Кои две водителки го водеа бинго заедно со Игор Џамбасов? Натали Грубовиќ и Маријана Станојковска, Лила Филиповска и Натали Грубовиќ или Мија Костова и Маријана Станојковска? Имаш број Джокер, два. имаш 1, 2 или 3. Ако не си сигурен, повели, прашај си го Джокерот. Джамбо Бинго се викаше емисијата со Џамбазов, Значи, мојот Џамбазов. колега и две дами. Сам број 2. Прашај го Джокерот слободно. Пробај со Джокер. Пробај со Ајде Джокерот. со Чекај да Джокер. видам, само да осетам, мислам дека 75% знае. Да, Пробај. првото, Ти Наталија Грубовиќ дали знаеш? Да. Повели? Дали го знаеш одговорот? Јас да. И јас. Наталија Грубовиќ и Маријана Стојановска. Натали Грубовиќ и Маријана Станојковска. Да, точно Тоа е е, точен, му тоа е додели на точен. Горан поен. Точно си е. Тогаш летаа со авионче, ако се сеќавате над Скопје, Да. фрлаа летки, фрлаа се што, диамантски прстени, кој фатил. Јас се сеќавам фатил 2, и така натаму. Малецки биле они, ова е многу дамба така. Воре, ти си го искористи Джокерот, вие двајца можете да го искористите Джокерот во следните прашања. Силвана, прашањето за тебе второ гласи вака. Колку чини уплатата на една лото комбинација?
20 денари, 30 денари или 10 денари? Една лото комбинација. Едно. Уплата. 20 денари. 30. Дали си, ако сакаш провери со джокер? Вака. Размисли. 3 колони и 2 джокери се 150 денари, значи 30 денари. 30 денари, точен одговор. Виша математика. Добро. Ако Да, некогаш не нешто не знаеме. знаеме, Да. дали ви уплативте 3 колони и 1 джокер уплаќате? И 2 Како джокери. 3 колони? 3 колони и 2 джокери. И тоа е во вредност на? 150 денари. Значи, Ама кога виша си- математика и така. Среќна математика. Добро. Среќна математика. Ама кога ќе добиете шески, тогаш знаете точно да израчунате што и како е, така? Тогаш ќе има кој да ме израчуна. Дигитронот Тогаш е, не е да. ни важно, не мора да рачунате. Да, дигитронот. Трајче, прашањето број 2 за тебе гласи вака. Како е името на инстант лозот на Државна лотарија кој беше хит во 2013 година, а со кој се поддржа работата на зоолошката градина во Скопје? Зоо авантура, лав авантура или зооманија? Зооманија. Размисли вака сега. Би требало да биде нешто врзано со зоолошка градина и да биде нешто во врска со сите животни и целата зоолошка градина. Ако не си сигурен, Имам мој човек позади што ќе не помогне. Пробај. Зооманија. Трајче, се извинувам, како ти е одговор? Зооманија. Зооманија. Дали си сигурен? Дали си сигурен? Ајде праши го джокерот и да ја завршиме оваа работа. Ја мислам зоавантура. Како? Ја мислам зоавантура. Мислам за ова авантура. Што викаш? Ја мислам тоа. Така беше нешто. Катерина? Ќе одиме во зоолошки да правиме една убава дружба, авантура да не имаме. Значи, Под одговорот број е 1. Под број 1. од број 1 зоо авантура, точен Авантура. одговор, Трајче, разбуди се. Но знаете, преку тоа сите недобитни лозови беа на некој начин добитни, можете да се одите во зоолошката градина. Добро, одиме со третата рунда прашања. Горане, прашањето за тебе гласи вака. Од колку различни бинго игри со истоимени емисии Државна лотарија ја приредуваше играта бинго? Со 3, со 2 или со 1? Секогаш јас бил на мега, големо. Четврка не е 100%, еве да ви кажам. 3. Под број 1. Со 3. Дали ги три. знаеш кои се? Ајде, јас ќе ти помогнам. Гала бинго, Джамбо бинго, што го споменавме, и бинго. Бум! Знаеш ли кој го водеше? Дечкото што работи во автосервис. Икса. Добре, точен одговор. Знае, само неќе да се Знам, те истакне. разбирам. Да, сега види што прави тука. Оп, антифриз, улје, гориво. Силвана, прашањето за вас гласи вака. Каква е улогата на црвеното топче во излекувањето на лото 7? Ја удвојува седумката, ги удвојува сите добивки освен седумката или ги удвојува сите добивки? Мислам дека е по 2 ги удвојува сите добивки освен седумката. Не само што мислите, Силвана, него сте потполно во право. Точен одговор. Силвана некако најсигурна ми е. Трајче, Горане. Види, сериозно е као да Дали знаеш. озбилно е, не Као ме знам. не ми ни гледа во очи. Ама 5 по 3 не знаев да пресмам. 5 по 3, 25, Силвана, како? 5 по 3, да. 3 по 3, 25. Така. Говориш. Па да. Евентуално може и 24 да биде. Може, Зависи може. каде се наоѓаме, во Од кој дел од перцепција. светот. Да. Трајче, Горане, да не попуштате вие. Модерна математика. Гајли, они Имагинарни 6 имаат број. на лото. Ајде да видиме, Трајче. Твоето прашање гласи вака. Колку станови нуди инстант лозот Доме, Сладок Доме и во кој град? 4 стана во Охрид, 5 стана во Скопје, 4 стана во Скопје. 5 стана во Скопје. А ова со становите, Значи- кога е некретнина во прашање, точен одговор. 5 стана во Скопје. Шеската. Прашање за сите, на колку прашања до сега ви поставив? 4.
3. Како не знаете? Леле со Па кај математика. се наоѓаме? Па 3! 3. Иде да го прашаме. Тоа имаше тест прашање. Да, Тоа имаше може да, тест да. прашање. Колку прашање? Добра. Океј. Горане, како се викаш ти? Миле. Горан. Горан. Миле. Прашањето за тебе гласи вака. Кој символ никогаш не е бил лого на државна лотарија? Бубамара, Детелинка, Калинка. Ако се мислиш, Едно е. Под кажи број ми, два. Бубаче е ако се друго. со поглед. Бубамара. Дали може и публиката да каже гласно и јасно? Така е, тоа никогаш не била, но била и Детелинка. Била и Калинка. Да. А дали знаеш бубамарата колку точки има и од што зависи од бројот на точките на бубамарата? И што до ручко би додал? Од годините на старост. Стварно? Со бурек со јогурт. Не, ова. Извини, концептуално ова беше. Да, да. Исто како атомот кога се дели на фузија. На две на среќи и таа се спојува. Па Тогаш да, знаете да, како да. мандраната, Фисија. потом ќе сме. Силвана. маца наука. Силвана, прашањето за вас гласи вака. Ет. Колку цифри содржи еден џокер број? 10, 6 или 7? 6 цифри. Сигурно сте. Точен одговор. Сигурна. Точен одговор. 6. Шеста цифрен џокер број, најсигурна ми е Силвана до сега. Ајде да видиме Трајче, ти за тоа становите беше вака како од пушка, да не типуваш на некој стан. Не. Не, а? Што? Друга так поинака Сакам тактика. Во Георгиевле си живеа. Так, не може да го пренесе станот, затоа игра на други опции. Како не Супер, можеш со супер. кола или у багажник и Го На ти велосипед. помогне ми и јас си виксак ќе оставам. Трајче, прашањето за тебе гласи вака. Колку игри има во инстант лозот Златна треска? 5 игри, 3 игри или една игра? знаеш? Ако не си сигурен. Дали го искористи џокерот? Мислам да. Да? Да. Тогаш Добро, искористи мора да си го викса на бидеш некој начин. сигурен. Со Значи 5-3 или Сосем, да. една игра. Златна 5, треска. 3, 1. Што викаш? Без да одговараш, онака накаде ти тегне. Викса, дали ти го знаеш накаде те одговорот? носи. 3. Мислам дека е Џокерот е двојче. искористен, така? Јас би играл двојка. Ама не знам, ти си знаеш, поима нема. Мислам, вака спортски те насочува. Нека биде двојка. Исто би играл? Да. Колку се? Двојка. Да. 3. Точен одговор. Ете така. Ова беше тенко. Ова Среќен. беше на граница. Не бевме сигурни, На но среќа играв. Да, на Трајче, среќа е. Како сакаш Така друг пат, изгледа. немој да направам белја. Среќата те однесе до петото небо. Сега кога сме на петото небо, знаете што следи. Следи прашање за елиминација. Тоа прашање важи за сите. Земете си ги калинките, фломастерите и да ми напишете одговор кој мислите дека е точен. Еме ги, само момент, сега ќе ви дадам јас. Бидејќи после четвртото прашање, сите наши надпреварувачи имаат ист број на поени, односно немаат ни еден погрешен одговор, дојдовме до прашањето за елиминација. Еден од вас сега ќе мора да си оди. Прашањето ќе биде исто за сите, калинките пред вас да го запишете одговор. Само дај ми Да, секунда. повели Викса. Земете ги пенкалата, бидете подготвени, земи и слушајте го деа. Прашањето гласи вака. Колку изнесува лото седумката освоена во Скопје, Бизбегово, во 2021 година, во 50-тото коло? Од 30 милиони до 50 милиони денари. Запишете го одговорот што мислите дека е точен. Пишувајте си број. Може да напишат огромен број, може да напишат мал број, може у средина. Има математички логики. Не се кире, јас гледам, ништо не кажувам. Ова прашање нема џокер, ама има многу бројки. Или има малце бројки. Како одлучуваш? Па сигурно има Ништо. бројки помеѓу 30 милиони и 50. Сакам да кажам, Сигурно. онака Без ставај цифри ги, не. онака ставај ги да си играат, да се дружат, на пример. Која бројка? Силвана, запиша нешто или? Не. Математика. Вибрацијски бе. Вака, глеј, осети. Горане, например, ти запишуваш? отприлика Трајче тада. запиша? Свртете ги вака да не ви се Стај ги гледаат. наопаку, стај ги наопаку, пиши. Ајде, Силвана. Не го покажувай. Супер.
Во ред. Ако е Силвана готова, јас ќе го дадам Само- точниот одговор. Само секунда. Добре си. Може. Дигни го кон тебе, да не се гледа. Точниот одговор гласи вака. Значи, лото седумката освоена во Скопје без бегово во 2021 година во 50-тото коло имаше вредност од 41 милион 163.771 денар. Жири комисијата биди спремна да ви ги кажам одговорите на нашите натпреварувачи. Горан вели 32 милиона, нели и 500.000 денари. Силвана вели 42 милиони денари и Трајче? 37,5 милиони денари вели Трајче. Кажете ми кој е најдалеку од точниот одговор? 37.500. Најдалеку од точниот одговор е Кој Горан. е, кој е најдалеку? Горан. Горан е најдалеку од точниот одговор. Во ред. А Силвана размислуваше и речи си беше најблиску до точниот одговор. Горане, честитки за тебе. Си Дај- заминуваш сега. Дај ми го но мене сепак, тој, ја ќе ти дам полус. Гикса ќе ти објасни сега што ќе добиеш. Ќе го менјаме ова. Мислам дека имам болја опција за него. Подобро. Пит стоп мора да смени. Ете така, Горан си замина, Трајче, ти уште некако на среќа се тркалаш овдека. Силвана се уште сигурна и најсигурна во своите одговори. Останувате вие двајца да се борите за главната награда за велосипедот. Имате уште две прашања и веднаш ќе почнеме со Силвана. Да не губиме време и да не се ладиме. Може? Да. Силвана, прашањето за тебе гласи вака. Како се вика начинот за компјутерски избор на лотоброеви при уплата? Оптроп, квикпик или хот спот? За компјутерски избор. Оптроп, Лото, хот спот Може и или хип-хоп. квикпик? Хип-хоп не е сигурно. квик, Хип-хоп или Како ти звучи, на пример, квик пик, оптроп или хот Квики-мики. спот. рики-тики? Не знам што ти личи најмногу. Не Оптроп као оптроп. Хот Што викаш? спот. Хот спот, Квик. квикпик. Кој Пробај, е? Што пробај. знаеш? Не знам, пробај, не знам, Виктори, не знам. мора да знаеш ти. Сигурно си дека знаеш. Што е најбрзо од това? Вака. Види, што те влече? ме влече второто квик-пик. Зошто? За брзината. Точен одговор, Влече Силвана. веќе Квик, пик. Точен одговор. Браво. Браво. Ајде, Трајче. Прашањето за тебе гласи вака и ќе те предупредам. Нема да ти помагаме сега веќе. Ајде, Трајче. Колку премии има инстант лозот Калинка? 7 премии, 5 премии или 10 премии? 10. Што велиш, Силвана, ти? Јас пак не сум сигурна. Ти не си сигурна. Трајче вели 10. Ајде да видиме комисијата што вели, дали е ова точен одговор или не е точен. Не е точен одговор. Трајче. Точниот одговор е 7 премии. Сакавме да ти помогнем и сега, но мислам дека ќе беше претерано, нели? Сега што се случи во оваа ситуација? Да направиме едно резиме. Силвана има 1 поен повеќе од тебе. Но, ако Силвана не одговори точно на следното прашање, а ти одговориш точно, ќе имате ист број поени. Така, ајде да видиме што ќе се случи. Силвана, ова прашање е прашање на одлука. Да видиме што ќе одговориш. А прашањето гласи вака. Кој символ на инстант лозот диамант ја удвојува добивката? Прстен, диамант или рубин? Прстенот е обично, а ја удвојува диамантот. Дали си сигурна? Сигурна 100%. Значи одговорот е Точен? кој? Диамант. Диамант, браво. точен одговор, Силвана. Јас сега можам да ја прогласам Силвана за победник, но сепак Трајче сакам да дадеш одговор на следното прашање, за да го затвориме квизот. Трајче, прашањето гласи за тебе вака. Преку која веб страница може да се уплати и одигра лото и џокер? Преку
loto7.com.mk, loto7.mk или loto.mk. Под број 1. Под? Број 1. Не, под број 3, loto.mk. Но како и да е, Трајче, и да беше ова точен одговор, сепак иде. Силвана е победник Не, и Силвана си ја носи главната премија, главната награда, велосипедот. А Трајче, ти играш шах? Не. Не? Па сега ќе ти објасни Викса што добиваш. Какво лето ќе имаш, не ќе да ти кажам, значи сенка, табла, другар, и ќе се ќе лади си со бираш. таблата. G6, чекај само да се консултирам со E8, мојот. E4 на E8 на G6. E4. Така е. Да. Господине не Љубомир, E4 на E8, така? Со старт преку ловецот. Тоа е. Да. Тоа е, И тоа е. прерипање преку коњот. Играш шах? Многу слабо. Знам човек што има нов шах, да знаеш. Во ред. Така. Супер. Да, Силвана, да учим. ние ќе се вратиме повторно да си доделиме награди, но со Благодарам. тебе ќе се видиме за една недела, значи многу скоро во нашата филмна емисија. Гледање, Почитувај благодарам. гледачи, уште една дама иде во финале. Тоа мене многу ме радува. Јас сега ќе одам со молба да уште една дама да си ја заврши својата емисија и за кратко се гледаме во нашето студио повторно да ги доделиме овие вредни награди. Бидете така. Значи, како што си е редот, на крајот мораме да си ги поделиме наградите со нашите надпреварувачи. И, Викса, да почнеме прво од нашиот џокер, надпреварувач. Джокер, Катерина повели, Дарам. за да ти биде добро цело време и да знаеш кај си временски. Ала. Нека стои убаво и нека има убаво лето. Фала. И Горан, ќе продолжиме со Горан. Се разбира. Горан, ова е за тебе. Што да си посакаме? Да биде интересно, да биде Интересно, срекно и забавно. некако ти изненадано. Забавно. Забавно. Одиме со втората награда. Рајче, преубав шах. Да уживаш, што би рекол Викса, ова лето под ладовина, со сокче и со некој пријател да си играте шах. Игра која, како да ти кажам, има бесконечен број на комбинации. Силвана, среќа во твоите очи се гледа. Да, Баш ми е драго, ти честитам. благодарам. Преубав велосипед. Прекрасен. И бојата Ви ми рече се благодарам. погодила. Некој тренерки си Ептен. имала вакви зелени. Да. Нема која сака, Ова, нели кога тоа. сака, да. Да И се морам да живее. ти кажам, Многу ти благодарам беше за на вистина поддршката. одлична. Благодарам. Од почеток до крај најсигурна во сите Благодарам. одговори и мислам дека заслужено си го носиш. Математиката ме шина. Не знам зошто така. Обично ме бидува. А чудо Таблица да обично множење спортот знае учев. да шине, а Да. тебе математика. Математика. Да. Ама сега ќе Неверојатно. заселиш малце географија, малце шетање. Многу ти благодарам за моралната поддршка. Одлично. Фала ти. Викса, ако не е Многу тука, ви не знам благодарам. што ќе биде. да Не ти знам кажам на сега. вистина. Луѓе. Па со издишани гуми ќе се оди. Оп, не, па ќе ги Нарочно. надуваме ако треба. Да. Јас вака, ќе го држам Јас се велосипедот и ќе одјавиме емисијата. Бидете така, ова беше третата епизода на квизот Седмо небо, а Викса за една недела не очекува Тука. гранде финале од Да, овие во финал. тројца финалисти и да видиме кој ќе си оди со големата награда преубавиот звучник. Бидете добри, бидете среќни, бидете весели, подарувајте од срце и ние да се поздравиме и да си одиме, така? Да го пробаме и тоа. Ајде да го пробаме. А можеме и шак да Ајде. иземе. Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание од шоуто Седмо небо на Државна лотарија. И оваа недела сме расположени за ново дружење заедно со нашите гости. А вечерва ќе разговараме и пееме заедно со еден од најдобрите македонски пејачи кој што е доста ценет и баран во регионот, кој има долга музичка кариера и младата и преталентирана пејачка која што и предстои навистина блескава музичка кариера и која е ќерка на поранешната наша позната водителка Мелита. Добро вечер велам за Јоце Панов и за прекрасната Барбара Ракичевиќ.
Nisam za grad, niti za ljude, kraj ti je takav kad ga srcem počinješ. Dobar je i hlad, kad sunce nema najdraža, samo da čujem da mi ime spomeneš. Nisi ti kriv za moje stvari, samo kad čutim tad sam sebi najbolja. Još uvek sam tu, gde sam te noći ostala, al voda uvijek beži od svog izvora. A još ti se nadam i još ti se pravdam, aj ginemo oboje da jedno drugom skazimo. To ti je ljubav, tu ti je kazna, tu je lek, i što smo mislili da naš je čitav svijet, i što smo mislili da naš je čitav svijet. Nisam za smeh, niti veselja, svaki me put kad tebi vodi ponovo. Samo bi blesao, stavljao ruku porno, na isto žarište što je kožu spalilo. A još ti se nadam i još ti se pravdam, a ginemo oboje da jedno drugom skasimo. To ti je ljubav, tu ti je kazna, tu je lek, i što smo mislili da naš je čitav svijet. A još ti se nadam i još ti se pravdam, a ginemo oboje da jedno drugom skasimo. To ti je ljubav, tu ti je kazna, tu je lek, i što smo mislili da naš je čitav svijet, i što smo mislili da naš je čitav svijet. Јуце, билиш улогата на родител неедноставна задача од аспект затоа што бара постојано учење, надградување и голема одговорност кон детето. Имаш изјавено. Што е она што го промени твојот син Лука кај тебе? Промени многу работи, иако јас со моите внуци од брат ми, да речеме, некако таа улога, иако бев чичко, не е татко, ама пак таа улога некако многу беа овде, беа во Скопје цело време, мајка ми доаѓаше и цело време ги носеше нив, и порасна на некој начин со мене и им бев таква закрила, бидејќи татко им беше во Штип, јас овде и некако растеа со мене и тоа би рекол, ете, ако сум чичко, тоа таткоство го почувствував, таа одговорност, и ги земам со мене, морам, нели, да ги пазиш ранчето, што како, нели, ќе се исплати, мора да го преслечеш, да... И сите тие работи, иако јас пак ќе кажам, јас ги имам вродено некој си, како да кажам, кај... Чувство за грижа. Чувство за грижа и децата, кога, еве, гледам сега и тоа е со Лука, со син ми, и така и со внуците денес, имат некој си почит, не тоа страхопочит, ама повеќе е почит, и од секојаш јас сум бил тој што ќе се јават, сега ќе те кажам на чичко ти ќе се јава, например, татко ќе се јави, ќе те кажам на чичко ти и веднаш, окей, да, јас сум бил тој, ете да кажам, плашило на некој начин. Ама тоа е добро да има некој ете во фамилија, авторитет, каде што децата ќе имаат некаде кај што ќе знаат дека нешто не може. Чеке, твојот син покажува интерес кон музика, така? Јас покажува доста. Имам видено на твојот Инстаграм профил како свири клавир, така? Да.
Добро. Значи тргнал по твојата стапки. Јас во една... Се започнува со клавир. Нормално еден- тоа е базата. И клавир и гитара и се има дома, така да мене ми беше важно само да видам дали има музикалност. Знам како да го направам. Тој го направив еднаш, се возевме во кола и седе позади и слушаше некоја од реклама, мислам дека Шила беше. Тоа е почетокот Тоа е во тоа кола. возење, И- клавир. Да, тоа е рецептот. Осетив, му запеав 2-3 пати и му ја почнав песата од различни интонации Аха. и ја почнува во истата интонација јас кај што сум ја почнал. Добро. И се ми беше јасно дека има предиспозиција, има генетика, ама никогаш не го форсирам, никогаш. Гледам дека има многу исто генетика за спорт, за кошарка особено за прецизност. Па и ти беше бивши спортист. Да, и бев фудбалер. Да. Ето на мајка му страната се ракометари, така да има генетика и Може за да тоа. бира ракометар, фудбалер или музичар, музичар. пејач. Каде има најмногу пари? Па каде има најмногу пари? Најмногу Да ти кажам исплатливо. дека само ова последно ја што сум најмалку има. Се друго и фудбалерите и ракометарите Вака така се за 5 години си направија пари како ние што треба за цел живот. Ама добро, љубовта е една друга работа и можностите се други. Сепак нашата држава е многу помала и за разлика од сите, еве, па и спортот кај нас и надвор кај нас не е исто, така да сите тие што направиле успех и како спортисти го направиле тоа надвор од Надвор од нашите граници, да. Кажете ми, кој совет најмногу ви има помогнато да се изградите како пејач? Па совети, јас имав среќа што растев со една генерација на факултет кога дојдов. Бевме генерација, па скоро цела естрада сега што ја знаем. Значи, бев јас, Андријана Јаневска, што ја спомнав, бевме заедно. Јован Јованов, Тоше Проески беше, јас бев прва, он беше втора. Марен Стојановски, Андреј исто така од ДНК. Сите на некој начин што многу ја сакаа музиката, многу ја сакаа естрадата, имав среќа да се дружиме секој ден заедно во бифе, во факултетот, секој ден и некако ми се вроди тоа од самите колеги. Многу пати ќе се сетам, еве, Тоше како пристапуваше. Колку сакаше соло пеењето, како на хор, например, хореви пеевме заедно. На хор бевме сите заедно, први тенори, втори тенори. Така да тие моменти, секој ден дружење со тие мои колеги кои многу ја сакаа музиката, многу сакаа да успеат во тоа што го работат, може би ми донело многу искуство, ми донело позитивни совети од нив, например, доволно било што сум слушал само. Значи доволно било кога ќе слезеше Тоше од час кај Билјана, да, професорката, од соло пење и доволно беше кога ќе ги слушав соло пејачите што зборуваат, тој жар не се опишува. Тој жар тие прва, втора, трета година факултет, тие мислам дека тоа беше пресудно за мене за да знам што ќе работам понатаму. Ќе продолжиме со разговорот, а сега да направиме една музичка пауза. Јоце, да слушнеме некоја твоја песна. Мене многу ми се допаѓа Температура. Може ли да ја слушнеме Температура? Може, по твој вкус може да направиме. Ајде, одиме, уживајте. Знам некој друг сега е крај тебе. Дал те милува, дал те бакнува исто како мене. Дали ноките ви се кратки, утрата магични. Биди искрена, па кажи ми. Температура се во мене гори, кога некој ќе те спомне изговори, кога ќе го чујам името твое, за мене веќе ништо друго не постои. Температура се во мене гори, кога некој ќе те спомне изговори, кога ќе го чујам името твое, за мене веќе ништо друго не постои.
со себе. Дали ноките ви се кратки, утрата магични. Биди искрена, па кажи ми. Температура се во мене гори, кога некој ке те спомне изговори, кога ке го чујам името твое, за мене веќе ништо друго не постои. Температура се во мене гори, кога некој ке те спомне изговори, кога ке го чујам името твое, за мене веќе ништо друго не постои. Гори, кога некој ке те спомне изговори, кога ке го чујам името твое, за мене веќе ништо друго не постои. Температура се во мене гори, кога некој ке те спомне изговори, кога ке го чујам името твое, за мене веќе ништо друго не постои. Температура се во мене гори, кога некој ке те спомне изговори, кога ке го чујам името твое, за мене веќе ништо друго не постои. Ние во нашата емисија зборуваме за среќата. Кажи ми, Јоце, што те прави среќен во последно време? Освен музиката и подготовките за концертот. Па друго што бе Лука ме прави среќен. Лука, така. Можам да кажам А и твојата сопруга? нормално. Он оди во пакет оди со Лука Вада секој. во пакет, добро. Во пакет оди. Што ме прави среќен? Најголемата среќа, пак ќе кажам, за мене е ова што го работам. Дефинитивно, може би е клише веќе, нели, да се зборуваат вакви, да се даваат вакви одговори, но мене навистина, еве, ако ме праша некој што си најсреќен, ја би бил најсреќен кога моите песни некој ќе ги пее, кога ќе гледам публиката дека ги пее, кога ќе имам свој концерт, ништо повеќе не сакам од тоа, ништо. Сите пари еве да ми ги гребнеш на гребка на светот, да треба да ги трампам со ова, мислам дека ќе го одберам ова друго. Добро, Иако парите ќе ги земам. Барбара, според тебе кои се три клучни нешта за среќен живот? Здравје, Добро. најпрво. Љубов, второ. Мислам дека тоа е. Здравјето и љубовта се клучни. Што знам, на некој начин да кажеме сигурност во однос на тоа, некако на некој начин да бидеш без грижи, да ти се најблиските на број, да имаш време да поминеш со нив убави моменти, затоа што вистинските луѓе се ретки и да ги имаш покрај себе, така што те можам да кажам и семејството и пријателите дека може да бидат третото нешто кое што е дел од среќата. Играте ли игри на среќа, повелате инстанти од Државна лотарија и имам игра за вас. Сега треба да играме. Да, играта се вика Брзи прсти. Значи во рок од 15 секунди да видиме колку гребки ќе можете да изгребете. Ајде, подгответе се. Ќе може? Чекај. Која гребка? Јоце, со рибички. почнува со Златна Макси рибка. Златна рибка. И јас да, или може со друго. Можеш со која сакаш? Јас Ти со сум која? мега Со милионер. за 10 милиони. Браво, Барбара, ајде. Одиме. Ајде, побрзо. Барбара се бара 3 исти суми за 10 милиони. Ајде да видиме. Сега ќе ги добијам. Да знам колку да брзам. Ајде уште 15 секунди, јас реков за 15 секунди, ама ќе испадна 30 секунди. Охо! Јоце више почнува со втората гребка. Барбара некако многу спора. Нешто не ми гребе. Нешто многу спора. Јас од обратна страна сум гребела. Ете, чекај да видиме. Да, победник е Јоце. Барбара. Што да правиме сега? Победник е Јоце и Јоце добива уште една гребка. Гледаш?
Па морам да ве наградам, да видиме што ќе ти се падне до самиот крај. Ајде да пополниме една лото комбинација и потоа ќе одиме со музичка numera. Ајде, кажете ми 7 среќни броеви. Си играла ли лото? Не. Ето, ова ќе ти биде прв пат. Но мислам дека треба да се обидам, може ќе Имам се посреќни. 80 дена. Да, колку? 80 имаш за мене, браво. Ајде, кажи. Ка Барбара, еден број. Од 1 до 37. 9. 9. Зошто 9? Има некое значење број 9? Па ми имаат кажано дека тој би требало да ми биде среќен број според некоја нумерологија на датумот на кој што сум родена, па ете затоа да почнеме со 9. Добро, Јоце? 17. 17. Барбара? 21. 21. Јоце? 22. Добро. Барбара, ти си наред? 28. Јоце до 37. 33. 33 и уште 1, 2, 3, 4, 5, 6, уште еден број. 10. 10. 9, 10, 17, 21, 22, 28 и 33. Ете, ова е среќната комбинација Исто на како кога гледам лото. Јоце и на Барбара. Така. Можеби ќе имате таа среќа да си освоите над 19 милиони денари. Како би ја потрошиле оваа сума доколку ја освоите? Ќе се најде за концертот. Ќе се најде како ќе ме Ќе пополни нешто. опорават. Барбара? Па сумата е голема, Колку мислам песни дека можеш да снимиш од 19 да, милиони? пред себе вложила во музика, па многу. Многу верувам дека би можела. Музика нештета можеби за тоа што Песни, спотови, така? да, тоа е Маш. првенствено во кое Песни, што би спотови, вложила. концерти. Понатака можеби за некое патување, тоа ми е втора така. љубов. Ќе зборуваме и за патувањата. Добро, ајде сега да одиме со музика. Ајде, да уживаме во уште една музичка точка. Blizu me vara osjećaj, čujem li tebe ili srca otkucaj. U ovoj priči sve me navodi na grijeh, život mi već odavno nema raspored. Ne priznaj nikome da ideš kod mene, preskoči pitanja i sve stepenice. Kad vidim te za srce zaljubi se me, jer 11 za men ti si zapovjed. Trebam te ja, ma nije način da okrećeš mi leđa, zato jer smo razlika. Minus i plus, ko Amer i Rus. U mom svijetu ti si korov, a ja hibiskus. Trebam te ja, ma nije način da okrećeš mi leđa, zato jer smo razlika. Ko minus i plus, ko Amer i Rus. U mom svijetu ti si korov, a ja hibiskus. Da ideš kod mene, preskoči pitanja i sve stepenice. Kad vidim te za srce zaljubi se me, jer 11 za men ti si zapovjed. Trebam te ja, nije način da okrećeš mi leđa, zato jer smo razlika. Minus i plus, ko Amer i Rus. U mom svijetu ti si korov, a ja hibiskus. Trebam te ja, ma nije način da okrećeš mi leđa, zato jer smo razlika. Ko minus i plus, ko Amer i Rus. U mom svijetu ti si korov, a ja hibiskus.
Завршуваме со музичка numera. Фала ви и вам, почитувани гледачи, за тоа што бевте вечерва со шоуто Седмо небо на Државна лотарија. Не заборавајте дека среќата е насекаде и не заборавајте дека со ништата сепак се исполнува. Нелесно, брате мой, кога си сам во тугина, често седиш сам, во душа со горчина. Нелесно, брате мой, кога си сам во тугина, а се би дал да е она во моја близина. Среќо моја, љубов моја си, кажи ми сега каде си, на моите усни печати твоето име остави. Среќо моја, љубов моја си, кажи ми сега каде си, на моите усни печати твоето име остави. Нелесно, брате мой, тугина, радост нема, нема сонце, нема среќа, само тага најголема. Нелесно, брате мой, тугина, радост нема, срце боли, душа стега, тугина се ми зема. Среќо моја, љубов моја си, кажи ми сега каде си, на моите усни печати твоето име остави. Среќо моја, љубов